Večno ke ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Александар Стојковски, на неговиот Facebook профил објави дека на територијата на општина Ѓорче Петров ќе биде отворен првиот социјален клуб посветен на адолесценти и возрасни со аутистичен спектар. На оваа посета присуствуваа министерот за здравство, доктор Арбен Таравари, и амбасадорот на Република Бугарија, Ангел Ангелов. Објектот кој моментално се реновира ќе служи како дневен центар на површина од 480 метри квадратни. Социјалниот клуб ќе биде опремен со мултидисциплинарен тим на стручни лица, вклучувајќи детски и адолесцентен психијатар, психолог, специјален едукатор и рехабилитатор, логопед, физиотерапевт и негуватели. Проектот, реализиран од страна на HBO во Мојот свет, представува значаен момент за нашето општество. Овој проект е резултат на посветеност и напори за создавање на инклузивно општество, каде што секој поединец има можност да добие потребна поддршка и услуги. Се надеваме дека социјалниот клуб ќе биде важен ресурс за нашата заедница и ќе обезбеди квалитетна поддршка за сите кои имаат потреба, рече Стојковски. Градот Скопје и Канцеларијата на Обединетите нации за проектни услуги потпишаа меморандум за разбирање со цел заедничка имплементација на дополнителни активности со цел подобрување на квалитетот на воздухот во Скопје. Градоначалничката на град Скопје, Даниела Арсовска, на церемонијата на потпишување во го истакна значењето на проектот на Европската унија за чист воздух, кој го спроведува УНОПС со поддршка од Европската унија. Градот Скопје е првата единица на локална самоуправа со која УНОПС потпиша меморандум за разбирање во рамките на проектот Европската унија за чист воздух, кој во 3 години обезбедува 10 милиони евра од страна на Европската унија преку инструментот за предпристапна поддршка. Проектот Европската унија за чист воздух предвидува транзиција на 70 јавни згради од загревање со екстра лесно масло кон извори на чиста енергија во Скопје, Куманово, Битола и Тетово, набавка на 6 еколошки автобуси за градот Скопје, воспоставување урбани зелени појаси со 6000 дрвја во 4 градови, изработка на физибилити студија за проширување на системот за топлинска енергија во Скопје и надградба на станиците за следење на квалитетот на воздух со нова опрема. Градоначалникот на општина Кисела Вода, Орце Ѓорѓиевски, на неговиот Facebook профил објави дека капиталните инвестиции во општината во 2024 година во вториот квартал се историски највисоки од било кога во минатото. Градоначалникот додава дека до крајот на годината износот наменет за капитални инвестиции ќе биде удвоен согласно динамиката на реализација на проектите кои се започнати, со што 2024 година ќе биде најуспешна во историјата на општина Кисела Вода по реализација на капитални инвестиции. Градоначалникот на општина Гази Баба Бобан Стефковски денеска изврши посета на јавното комунално претпријатие Гази Баба 2007, каде што изврши промоција на новото специјално возило за собирање на компресирање на смет. Ова не е единствената инвестиција која се реализира во јавното комунално претпријатие Гази Баба. Пред половина година извршивме набавка на вакуум цистерна за чистење на фекална канализација, камион Кипер со носивост до 1200 кг, теренско возило Мазда камионет и нисконосечна приколка со носивост до 4 тона. Развојот на јавното комунално претпријатие Гази Баба ќе продолжи и во следниот период, напиша Стефковски на својот Facebook профил. Пријавувањето за овогодинешниот Визер Скопски маратон е веќе започнато, објавија организаторите. Ова ќе биде 20-тото јубилејно издание, настан кој го поставува Скопје на картата на светските маратонски градови. Пријавувањето за овогодинешното издание е веќе во тек, а доколку се регистрирате и платите котизација до 29 август, имате можност да добиете бесплатна мајца како дел од пријавата. Оваа година, маратонската трка се очекува да биде поголема и подобра од било кога претходно, со посебна програма, мотивирачка музичка плейлиста и активности за сите учесници и поддржувачи, најавува организаторот. Пријавувањето завршува на 20 септември, но организаторите може да ги затворат пријавите порано, во случај да се пополни предвидениот број на учесници. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ке